Почитувани, добар ден. Почнуваме еве со емисијата Очи во очи на телевизија 24. Практично една година или нешто помалку од една година, 24 јуни минатата година беше денот кога официјално Арбен Таравари по втор пат седна во министерската фотелја во ресорот на здравството. На истата позиција накратко беше во 2017 година. И го дочека здравството какво што е во катастрофална состојба. Тој пак токму на почетокот на, односно, ајде еве вака да почнеме, токму тогаш уште новата македонска влада во тие први 100 дена уверуваше и ветуваше ефикасен, достапен здравствен систем во чиј центар ќе бидат пациентите. И тоа беше наведено од страна на актуелната влада и во програмата за работа која токму председателот на владата Мицковски ја поднесе на собранието. Таравари пак ја презеде функцијата министер за здравство и изјави, цитирам, здравствениот систем, како и во повеќето установи во нашата земја, речиси е во катастрофална состојба. А кога е нешто во лоша и тешка ситуација, за мене секогаш е предизвик да влезам во тоа и да се обидам да помогнам колку е можно повеќе. Ете, ова го кажа Таравари некаде, тоа е веќе практично една година, на 18 јуни, во интервју на една телевизија. И што се смени од по една година, дали сега ќе се смени нешто со уверувањата на новиот министер за здравство, кој пакете сега за време на викендот излезе. И всушност паралелата не е сега само од минатата година и програмата на владата, туку повторно наназад. Ова се промени кои навистина системски се случуваат 30 години, а постојано не уверуваат дека ќе направат системски реформи. Така и новиот министер Алију изјави на пресконференција системски реформи, односно реформи во секторот, да креира добар систем. Тој кажа дека нема да оперира, не е лекар и не може да го прави тоа, но треба да е менаџер и ќе биде менаџер за да обезбеди систем за успешна работа на сите лекари и соочетност кон граѓаните, со намалување на листата на чекање. За реализирање на овие цели, тој кажа дека ќе изгради систем базиран врз 5 столба, кои ќе го трансформираат здравството во поправеден, поефикасен сервис за граѓаните и наведе бројни работи, дури сите граѓани на 40 години да имаат право на бесплатни прегледи за оние рани откривања на сите најчести заболувања за таа возраст. Понатаму, новиот министер кажа дека ќе се посвети на онколошките пациенти, дека нема во иднина да не достига терапија, дека институциите ќе завршат со тендерите за нова терапија 6 месеци пред истекот на технички грешки. Ви благодарам за разбирањето, но го вративме тонот. Еве ја поентата тогаш. Значи, ако е јасно дека има работа, барем за тие сфери, нема кој да се жали дека нема работа, се поставува прашањето токму со оглед на тоа што е јасно дека има и пари за тие позиции, дали тие пари се за оние кои не си ја работат работата. Односно има пари, а не се завршува. Затоа што се поставува прашањето дали сега новиот министер е нешто сосема подруго, некој генијалец кој ќе ги разбере работите сосема поинаку, како што не можел никој порано да ги разбере и ќе ги реши проблемите, да речеме, со недостигна терапија за онколошките пациенти, така што тендерите ќе завршат 6 месеци, односно пред истекот на тендерите, тој ќе распише нова понуда. Како не им текнало тоа на другите министри? И така натаму, да речеме, ќе се реши тој проблем. Или еве за сите граѓани на 40 години да се прегледуваат и така натаму. Така да, со други зборови, имали нешто што другите не знаеле, па сега, еве, на некој начин и ова што Таравари замина дури ќе му даде прилика на новиот министер да ни открие и да го подобри здравството, или повторно, како и наназад 30-тината години, како ете и минатата година, кога, велам, и владата во програмата за работа наведе
и вети ефикасен, достапен здравствен систем, не велам дека не го исполнила. Туку еве сега втора прилика. Таравариот иде, втората клапна паѓа, како ние сега снема тон, еве сега по втор пат се обидуваме, но овој пат и ќе успееме да ја реализираме до крај емисијата, затоа што сега функционира се добро со нов микрофон. Дали ќе функционира се добро со новиот министер и ветувањето на владата овој пат, по втор пат, ќе ги направи сите тие реформи кои и овој министер, како и претходниот Таравари, како и сите наназад уверува дека ќе ги направат. Дури овој ете вели дека ќе или барем зборуваше за идејата за изградба на нов клинички центар. Добро, тука се тие 6 милиарди колку се од Британија, така да колку е тоа негова идеја, тоа е веќе друго прашање. Кога имаш пари, идеите не се проблем. Ниту нивната реализација. Да го реализираме ние нашето 6091 924 925. Еве почнуваме со првиот гледач. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме добре, повелете. Се слушаме. Одлично, да. Поздрав. Како темава одеднашна реклама, реков готово, нема тема. Јас се зачудив што стана, но ми рекоа не одело во етер тонот. Ама брзо реагирате како министеров. Добро, од режија тоа јас ништо не станав од столче, ми сменија микрофони, еве го да. Дајте му на гледачот ете 10 секунди барем што го објаснивме ова да. Министеров нов што сега што го донесо, не знае да оперира, ама знае да организира. И што ќе организира? Да се оперира, организација ќе прави. Хем не знае, ќе организира. Ова е промашена работа во се. Не само во здравството. Сегде исто е. Сегде. Абе се става прав човек. Се става прво домаќин. Па се влезете да видите во здравството што се случува. Карампол е. Не се знае кој се лечи, не се знае кој е осигуран, кој не е осигуран, све е кармакараши. Се е под рака наци дајди. Тоа е брука. Ја не можам да сматам. Абе човек сака државник тука да застани. Нема мој твој. Секој кој што го следува да си помини на редот. Се става човек прво што е сака државата. Не се човек што е мрази државата, што е нечи. Што да не спие и ноќеска за државата ако треба. Ставете го наму зашто се школувал. Не може се да учи он во здравството, ќе му кажуваат чистачката какви лекои треба да набави. Затоа што тој не е лекар, не ги познава лекарите, лекоите. Чистачкава горе долу ги научила, ги носи натаму наваму знае. Та треба да му кажува на него. Срамота ова што се прави. Ја не може да сајтам нема толку школовани да стават на соодветно место за она што се образовало. После викаме, лекоите се продале, тие, место лекои водички ставале, па се препродавале, па се краделе, па тоа е тоа. Ви благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добар ден, повелете. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете, да. Па да ви кажам, и мислам дека беше технички министер, најдобриот што беше кардиолог за овакво за пресадување, зашто беше срце го избрка, донесе друг. И сега, ја не знам дали мора да биде од истата партија министер за здравство. Значи, ако немаат они некој адекватен министер за здравство, со медицинар, онда нека стават некој човек што стварно ќе се разбира. Сега господинов може би ќе се ухода, меѓутоа треба години. Така да, овдека сега може и он ќе има свој тим нормално. Сега тимот од што ќе му биде, ја не знам, дали ќе биде медицинари или пак некој партиски кој што е и како е свој човек. Значи, многу е тука ова деликатна работа. Се работи за медицина, се работи за здравство, се работи за народ. Значи, народот чекаме, што кажа господинот, кој сака доаѓа се лечи, кој може, кој плаќа не може да се лечи, кој не плаќа се лечи. Значи, таков еден хаос е во здравството, тоа е чудо. Сите го знаат, меѓутоа никој не реагира. Значи, ја не можам да сватам, јавно зборат, еве, ова ние што збориме, предпоставувам дека доаѓа до ушите, да не слушат. Они некој ќе им каже. Значи, не може така нешто да се игра играчки, сега он кој ќе сака ќе го
стави директор кој ќе сака ќе го пренеси, а дали е адекватен тој, али дали е стручен, значи они не гледат по стручност, гледат партиски. И затоа нас вака средни одив. Од тие партиски овај строј да може да донесат, значи не може здравството да функционира. Иначе има прекрасни доктори, има сестри, има од секој кадар има луѓе прекрасни. Меѓутоа, вие со овие партиски вакви само да се стави кој што е и како е, затоа доаѓаме до ова треба еднашка да се прекине и треба стварно да се стават луѓе стручни, кој зашто е стручен и зашто учел, а не ова. Благодарам, ве поздравувам. Кој знае, може би е добро што немаме. Едно време имавме, но ете, немаме и тука. А може би и подобро. Компанија, авиокомпанија македонска, или уште повеќе некои од тие програми вселенски и така натаму. Можете да замислите каква јагма би била тогаш од оваа партија, од она. Овој ќе биде пилот, не може, нашиот мора, не може како тоа. Само ваши сте ставиле, само тој етникум. И овие ќе бидат пилоти, овој ќе менаџира. И така натаму. И овој ќе оди на месечината. Како не? Нема, сите сте ги ставиле од тој етнитет. И двојазично мора обавезно и во вселенското летало и така натаму. Вака подобро барем што би било со тие работи. Но навистина тоа е тоа, да ќе видиме сега тука, не мора да значи, но имаме еден поинаков пристап, токму тоа и вели новиот министер, дека тој ќе оди со реформи во така што ќе го менаџира системот, односно да обезбеди систем кој ќе им овозможи пак да направи систем кој ќе им овозможи успешна работа на лекарите. Тие да го работат своето, односно да имаат услови и да е истиот поефикасен сервис за граѓаните. И сега тука се поставува прашањето токму околу она производството, под наводници. Производството се докторите. Значи, вие тука не знаете ништо. И сега, кој тоа ќе го мониторира, контролира и организира? Затоа што, како во некоја фирма, во ред, се менаџира процесот на набавка на лекови, цена, дигитализација ќе го дигитализира и така натаму. Но самиот технолошки процес, процесот на производство не го разбира тој, да речем. И сега тука треба да има други. Значи, како и каде и да е, во медиум имате сектор маркетинг и менаџираат, да речеме. Но што со секторот, технички дел, производство? Го микрофонот кажува и така натаму. А што правиме сега? Што со кадарот? Дали добро, дали е пристрасен, дали е непристрасен, дали е професионалец, дали не е и така натаму. Значи, има тука работи кои е битно да бидат исто така покриени. Во ред е, значи, дајте добар маркетинг, менаџирање и слично, но што, кој ќе ги организира тие кои работат? Затоа имате секаде имате и менаџер, но имате и надлежни за самиот, производствен процес, за технологијата, ако е тоа фабрика, фирма, кој што, како произведува, кои состојки става, не знае тој, да речеме, министерот. Но тој менаџира, треба да им се обезбеди. Пивара некоја, пиварница, состојки што се таму, хмелј, слади, така натаму, обезбедува добра цена, пазари и така натаму. А која е процедурата, рецептот, нема врска, не е технолог. Кој ќе го прави тоа? Значи, има доста работи тука кои се... Затоа е битно да биде од фелата некој. Вие можете да имате и се едно, капетан на брод, добро менаџира. Но менаџер треба да познава се, од долу, од котларница до собариците, собарките и кујната. Не може да му кажуваат кој како што подготвува. Мора да знае се. Не е само падон или навигација. Така да ова е во ред менаџирање, но како еден сегмент од многуте, особено во здравството и особено во вакви услови, во какви е, катастрофални. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, се слушаме ли со некого? Повелете. Добар ден. Да, дали имаме некого? Повелете. Добар ден. Повелете, добар ден, вие сте ве слушали. Благодарам. Молам. Вака.
во пиварница имаме технолог за производство на пиво. Ниту директорот, ниту собственикот произведуваат пиво. Сега, ова темата. Факт е дека општеството ни е партизирано. Меѓутоа, не со овој господин Азир. Тоа ни е партизирано со години уназад. Затоа и сите министерства, уствари и општата состојба во државата ни е таква каква што е. Сега, јас, например, моето мислење дека овој човек може да биде министер за здравство. Меѓутоа, со помош на владата, како и сите министри. Ако владата не изгласа тој што сака да направи во здравството, не може да го направи. Еве, например, за вработување на персонал, медицинари, сестри, доктори, што и да се. Ако владата не изгласа, Министерството за финансии да одобри пари, како тој ќе го подобри тоа? Како ќе вработи медицински лица? Значи, мора да има поддршка од тие што го избираат, што го ставаат на тоа место. Така. Ако тие не го поддржуваат, не може човекот да успее, колку и да е способен. Значи, не треба да имаме партизација политичка. Во ниедно министерство, па ниту во ова. А ние тоа веќе го имаме. И затоа ја не можам да кажам дека овој човек не го бива. Него кај нас е друг проблемот. Значи, ние треба да знаеме дека тој што го ставаме на функција треба да го поддржаваме, а не само ради форма или реда. Сме го ставиле на таа функција во случајов на здравство и после ќе си тераме како што сакаме, мнозинството во владата или во парламентот. Така не може да функционира ни едно министерство, ниту државата. Инаку, тој ќе си направи тим, совет од медицински лица што ќе кажат што треба да се прави за да оди здравството напред. А ние имаме такви стручни лица. Само некој ги става на маргините. Треба тие лица да бидат собрани и тие ќе кажат како треба. Колку кадар ни треба. Ви благодарам, ви поздравувам. Новиот министер Азир Алију најавува и дека секоја среда ќе има брифинзи со новинарите и секоја недела пресконференции. И најавува исто така голема отчетност. Еве, значи, запомнете го ова. Ние секој ден работен имаме средби во овој наш граѓански парламент. Така да, еве, запомнете, среда, ден за здравство. Министерот ќе ги брифира новинарите. Ќе биде или нема да биде? Да го следиме тоа и ние. Имајќи предвид дека ова е нешто што ми се чини е ново, макар како ветување. Имало ветувања, секакви ветувања кои се повторуваат постојано, огромни дострели и слично. Ова досега, колку што знам, не го кажал некој дека тоа меѓу народот ќе бидат и така имаше тоа и околу претседателката актуелна. Но еве, ова е конкретно веќе. Секоја среда брифинзи со новинарите, а секоја недела пресконференција. Сега и ние новинарите ќе треба да работиме и уште повеќе, значи и среда и недела уште. Но добро, ајде да видиме, ако е така и за добро на здравството, па еве ќе го следиме тоа, дали ќе имаме работа или не. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Благодарам. Молам. Вака, прво јас лично ќе кажам вака, кога би ја бил предложен да бидам министер, а не сум од здравствената сфера, јас уште одма во старт би се откажал, не би прифатил да бидам министер. Јас ги почитувам неговите способности за организација, за сите тие, да речеме, негови познавања. Меѓутоа, медицината е посебна категорија на занимање, каде што стварно треба да има познавање, каде што треба да знае да одреден лек мора да биде во одредено време. Речеме, имаме кобуревне со онкологија. Значи, луѓето добива водичка место да добие прав лек. Место да му се даде лекот на болниот, лекот се преподаваше на други. Значи, имаме вакви случаи X и X. Ја ќе го прифатам и ово што, да речеме, има брифинзи, ќе има дексови, иде на што. Меѓутоа, токо ќе почне да ги применува и како ќе ги применува, од тогаш натака ќе дискутираме. А сега и јас ќе ви кажам дека можам, ама додека не излезе тоа на мекна, ја ми се чини дека не треба однапред да брифираме дека вака или онака ќе биде.
Значи, јас ќе ви кажам друг пример. Речеме, во мојот окрет, имаме ние капетанија, пловни објекти. И каде што треба да се постави директор, значи, познавање на, што се вика, водните спортови, на објектите кои се движат по езерото, се поставува директор шумарски инженер. Јас ќе ме прашам сите. Што познавање има тој, освен да речеме, он ги познава дрвата, животните во шумата, производите шумски кои што може за што да се, ама што разбира тој од пловни објекти и така натака. Кај нас се е наопаку, па и ово со здравство ќе биде тако како што го замислиле, само да... Да, ви благодарам. Поздрав, но сепак би рекол подобро, мислам, шумарски инженер за капетанија. Па наместо дрва, дрвја и така натаму, оние бови и слично може околу нив да менаџира како ќе ги заобиколи. А замислете обратно пак, поморец како шумарски инженер. Па во шума го ставите, па тој каде, од езеро или од море, ни дрво, ни ништо видела во шума. Првото дрво во него ќе се заринка. Така да не случајно гледате сепак, значи не се меѓусебно заменливи работите. Ете, шумарски инженер како што е случајот, гледате, може да биде на езерска капетанија, и така нема дрва, а некој поморец да ставите во шума од езеро кај што ни едно дрво не видел, евентуално по некоја трска тамо околу струга, што ќе правите со него тогаш во шума? Тоа е пак тотално неупотребливо. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме ли со некого? Повелете. Добар ден. Да, бе, слушам, во програма сте, повелете. Сега исто вака. Кажете, да. Здравството е централизирано само во Скопје. Значи, здравството треба да се децентрализира во цела Македонија. Значи, клинички центар нема да се изгаде во Скопје. Тоа не иде у обзир. Може у Велес. Велес е така сиромашен град и таму треба да се у центарот на Македонија или можно и во Прилеп да биде. Значи, тука е Битола, а за Прилеп тоа е Каванаси. А Каванаси е еден од најразвиените градови во Македонија и че има поддршка. И така нема да има проблем. И че здравство е централизирано во Скопје, па дали имало доктори, абе нема со декрет че и патам угнатрешноста. И така, нов клинички центар нема да има поддршка од внатрешноста да се гаде во Скопје. И ништо повеќе, ни помалку. Или во Прилеп да се изгаде, или во Велес. Така Велес сиромашен град и Прилеп. И Каванаси има поддршка за тие двата града да се одржи нов клинички центар. А докторите, ако сакат, да не одат со декетче и патан. И ништо повеќе. Македонија има проблем со Скопје. Сета власт е сконцентрирана во Скопје. Така не може повеќе и ништо повеќе, ни помалку. Ова е мислење на граѓаните од тресоца Македонија. Поздрав и пријатно. Благодарам, поздрави до вас. Но во врска со тој нов клинички центар, тој барем од оној технички аспект станува можеби поблизок како реализација, затоа што преку оној стратешки договор со Велика Британија, тежок 6 милиарди евра, 1 милиарда евра ќе му припаднат на здравствениот сектор. Така да од тоа, ете, може би нешто и ќе се направи токму за здравството и за граѓаните. Повелете. Добар ден. Поздрав Исо, поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав. Вака, очекуваме од новиот министер за здравство да има повеќе термини, да има повеќе, значи, за магнетна резонанса термини, да има повеќе за интернистички прегледи, за кардиоваскуларни прегледи. Па ете, ако може и нов клинички центар, добро, но ако не, барем и тој што е да е функционален 100%. Нормално, решавање со паркингот,
и секако Таравари не го отвори Ало докторе, барем овој Азир Алију, новиот министер, да го отвори Ало докторе, затоа што стварно на толку барања од сите гледачи, не само од мене, можеби сум ја најгласниот, не викам не, али нема врска, има и други што бараат, али на толку барање, мислам дека е срамота да не се отвори. Сепак е нешто од корист, тоа што е од корист треба да се овозможи на граѓаните. Сега за медицинска опрема, има медицинска опрема, ама треба и кадрот да се обучи, треба кадрот да, можеби и обучен кадрот, треба да се стимулираат со поголеми плати, со поголеми придонеси едно друго, затоа што никој не сака да работи за некоја си минимална, а сепак спасува животи. Зборам за докторите тука. Така да све си има плюс и минус за да се дотера, што би се рекло, нели? Така да апел до новиот министер да си ги среди тие некои работи што не функционираат во здравството, со термини, со едно со друго, и секако Ало докторе, се надевам дека Азир Алију барем ќе го отвори. Ако ништо друго, барем да го отвори, да си профункционира, затоа што го бараат граѓаните. Да не одземам време, поздрав до вас, убава работна недела и да се слушнаме дека е отворен Ало докторе, што друго да кажем. Благодарам, да, еве, вие барате, ние ќе прашуваме, сега ќе продолжиме да прашуваме како што го прашувавме поранешниот министер, сега актуелниот Незири, и можеби барем повторно во таа и техничка смисла и во согласност со неговата вокација, односно токму со тоа што е информатичар и неговите најави, можеби да се реализира и нешто ова околу Ало докторе, но и некои други работи, дотолку повеќе што Алију најави дигитализација во здравството, воведување електронска здравствена картичка, дигитални рецепти, упати и многу други работи, значи можеби во тој дел би рекол се Ало докторе, мој термин и така натаму, сето тоа е она. Па Мицковски исто така, аргументирајќи го неговиот предлог, затоа што и директно Мицковски всушност се заложи за него, не беше владата воредно, и тој кажа директно дека се познаваат, очекува резултати од него, добро менаџирање и така натаму. И токму велам го аргументираше тоа со состојбата во здравството, колку се чека, дека е неопходно се на еден клик да биде и слично. Така да еве, тогаш е во вистински раце раце на информатичар, дигитализацијата, помеѓу другото и тоа Ало докторе, мој термин, со еден клик да се дојде до таа услуга. За ова другото ќе видиме, сето тоа пак, ако има и од ова другото, ќе ни дојде како подарено. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, почитувани. Почит до вас, повелете, да, добар. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Па, еве, дека е лоша состојбата, лоша. Сега не можеме да избегаме од таа состојба. Во претходните 7 години, што се случувало со кадарот во нашето здравство? Сме имале екзодус на кадар или пак обратно, сме имале вработување на квалитетен кадар. Со опремата добро се стопанисувало или недомакински се стопанисувало и тоа малку што сме го имале, сме го уништиле. Интересна работа, не го познават, ни јас не го познавам овој министер, но некои луѓе го осудуваат човекот пред да го запозна. Тоа иначе се нарекува предрасуден. Значи да го осудиш човека уште пред да го запознаш. Интересно, симптоматично така кај некои луѓе, така е на интересна појава. Сега, ајде овој не чини. Ама не ми кажа, па кој чини? Еве да речиме Филипче дали чини. Со неговата модуларна, што се случи? Тој чини, така? Или можеби со модуларната, заради модуларната не чини, ама затоа што има имот од неколку милиони евра и златна виза за Дубај, тогаш тој е добар, тој чини, така? И сега некој ќе рече, овој партиски платен, ваков, таков, добро, а кај се па не партиските? Вие ги гледате некаде непартиските доктори, стручни кадри, не само доктори, било што. Се организираат, имаат ли граѓанско здружение, да ги видиме, да понудат нешто, да излезат, да вие како медиум ќе ги прихватите, да ги чуеме, барем ако ништо. Апсолутно. Ама само за дрвја камења добри се овие
стручните кадри. Еден банкар таму што со заробени девизи, другиот да не ги кажуваат, тој кажува каков бил министер. Не чинел. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Здраво Исо. Здраво, повелете. Место ова ало докторе, треба да се отвори линија, предлагам ало заспани. Тоа не мислам на целиот македонски народ, туку на сите овие што гласаа за СДС, нивните, да кажеме, членови, и сите овие што се јавуваат по 100 пати на телевизија да ги бранат овие предавници и криминалци од СДС, за да се разбудат, да се освестат и така натака. Во врска со темата да ги просветлам, да ги разбудам, и ако гледаат, а ништо не гледаат, да ги потсетам дека требаше да се гради клинички центар. Беше договорено и Филипче и СДС ја качија цената на 500 милиони, јавноста не им го дозволи тоа, да лапнат провизии големи, го прекинаа тој договор и сега 20 милиони евра ќе плаќаме на италијанската фирма Пенали. Да ги прашам овие северџаниве, да ги прашам тие пари, зашто да ги плаќа цел народ? Нека ги плаќаат милионите на Филипче, на Заев, на пратениците што гласаа на слепо и така натака. Сите тие што се обогатија за 7 години, а ништо не направија. Друго да ги прашам, видовме Груби си побегна, милиони си лапна провизија од Бенкел и Енкел и си побегна. Дали се сеќавате во емисии кога се јавував, кога кажував, дали ни е поважно клинички центар да се лечиме или автопатишта, ако памтат гледачите. Значи, поентата е многу едноставна. Значи, клинички центар мора да се изгради и уште 2-3 во поголемите градови. А пеналите да си ги плаќаат овие предавници од СДС и сите овие што ги поддржуваат. А да победеше ВМРО со 62 пратеника. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Очајна душа на заспаниот народ, на вие заспаните, очајна им душа. Со вак преклуми, далеко не спасуваме, а и онака сме дебело у белја влезени. Ја не знам овие апологетиве, дена власта, дена оваа опозиција што до вчера беа власт, што беа естаблишмент, како и овие сега што се естаблишмент. Наместо да гледаат парите кај ќе отидат, кој ќе ги прохучка, кој ќе ги изеде, ќе ги испие, они ќе правеле клинички центар. Еве, ја ти дам гаранција, планирам да живеам до 2090 година. Еве да сме живи и здрави, ќе видиш дека и тогаш нема да имаат направено клинички центар. Не ги бидјава. Какви реформи, какви бакрачи, све реформи, како начин да се излечат парите од тие милиарда долари што се спремени за за здравство. Ако веќе толку се желни за да помогнат на здравството, доволно е од таа милиарда дозирано да ја трошат само на пациентите. Не треба да прават ни нов клинички, ни ништо, пете ми многу побоље ќе функционира здравството. Него со од краја било немој со вако менаџира, немој, како икат, немој да завршиш работата. Прави што ќе правиш, не прави овдека. Знаеш, пипнат, а се унередат. Така да, не знам зашто да браниме тај еден табор, та друг табор. Не се спремни. Килави Милојко, знаеш што е, си чул за Килави Милојко? Тоа ти е Килави Милојко. Неспремни, неспособни, аналфабети, не знаат ни да читаат, ни да пишуваат, се со купени дипломи. Тие ќе менаџирале, тие ќе правиле системски реформи. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрави до вас, ви благодарам. До слушање. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, се слушаме, да. Поздрав, господин Мухиш. Ви благодарам. И ќе дадам мала реплика на тој скопјанецот, да не му спомнувам името, кој вечето ги напаѓа овај народ, заспан народ, напаѓа СДС, а напаѓа граѓаните, се јавувале по сите телевизии по 100 пати, па тој е тој што 4 пати се јавува, 2 пати во Алфа, последен, 2 пати предпоследен, 2 пати крајот,
6 пати се јавува, а не другите. Секој сака да фати, да добие, да каже вистината, а не невистината, само напаѓа некого. Значи, како прво, јас ќе кажам моето мислење. Сите добро знаеме колку министри во неколку месеци во оваа година се сменија. И пред тоа какви министри имавме, тој господинот Филипче, па како беше Тодоров? Значи, сите бе исти. Немаме ние до ден денес министр кој вршил работа еднакво за сите граѓани кои живеат во оваа држава. Како прво, за кое здравство зборува Кленковски директор е. Сите тоа го слушаме преку сите ваши медиуми и вашите и другите. Значи, кажуваат нема пари. Па како ќе се подобри здравството кога нема пари? Кога сега тој истиот министер треба ќе 5-6 души советници да земе, ама немало пари. Како ќе работат оние сестри кои 9 години чекаат да бидат примени, тој за жалење и доктори такви, од кои има плата 18 до 24.000. Значи, тоа е срам за здравството. А ние имаме способни и медицински сестри и доктори, од кои одними дури можат да бидат како министри. Така да тие душата им гореше за време на короната, да бидеме искрени. Се маче и ден денес се без решенија, без плата. Значи, со мала плата, со хигиеничар. Значи, ако сакаме да имаме, треба да имаме квалитетен. А господинот што оприми, не го знаеме, се знае дека тој е информатичар, мора да има советници, да го советуваат, па ако нешто биде добро, нека биде добро. Сите ќе биде среќни, не е проблем. Тоа го посаку. Да, ви благодарам и поздравувам. А добро, и клучно е и да се знае барем она од областа од која официјално се доаѓа. Ние, за жал, изгледа имаме и ситуации такви во кои и тоа за што се декларирани изгледа не го знаат. Така да ако знаат барем она од што доаѓа, тоа е веќе успех во комбинација што велите, советници, директори и така натаму. Има предуслови да се направи нешто. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, се слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Одлично. Вака сега. Значи, министерот ќе прави системски реформи. Абе, добро, каде ние живееме? Кој како дојде на власт, од него почнува светот. Да. Па добро, бре, луѓе, нели гледате во развиениот свет како тоа се прави? Стратегија за развој или системски реформи ги прават професионалци. Значи, кој да се смени на власта, таму имаш една структура која што ги прави тие планови. Па да нека не идат подалеку. И во социјализмот дури имаше Републички завод за планирање. Значи, таму се собрани најголемите стручњаци што ги има во државата и плюс ангажира и надворешни соработници. Министерот вели дека ќе креира работни групи. Ете ти работни групи. Што ќе креира, Исо? Нека видат малце како се прави тоа. Стратегија за развој не се прави за пола мандат. Тоа се прави. Прво беше краткорочен план, да речеме, за 5 години, па долгорочен за 20 години. Така беше во социјализмот. Америка има за 50 години стратегија. Значи, некој таму ја прави таа стратегија. Министерот кој ќе дојде има задача да ја спроведува таа. Таа иде на собрание на парламент, се усвојува таму и таа се тера понатаму. Затоа и Македонија и Југославија, кој сака нека рече, во периодот од 30 години пред осамостојување, најголемиот развој го имаме постигнато. Погледајте што е се изградено. Значи, некој планирал, смислил и тоа се реализира стратешки. Ме разбираш? Да. Не може без планирање се. Ајде, дошол еден, ја ќе правам ова. Не сакам да навлегувам во детали, сега ќе правиме болница ваму таму. Тоа треба да седнете, бе, луѓе. Ајде сега, нека не е битно овој министер кој да е. Па ти треба да знаеш струката таму, да знаеш што треба да се прави и тоа да се усвои официјално на парламент и да се тера како стратегија. Се додека така не правиме, ние вака ќе си пливаме. Знаеш, денеска, утре и никому никому. Ви благодарам, ве поздравувам. Се согласувам со тоа дека генерално во се и за се, во секоја работа треба да се има концепт, евиденција, план, сценарио, ако е ако стана збор за медиум и така натаму. Се едно, слободен разговор, но мора да имате сценарио за која тема ќе зборувате, како, што, колку трае и така натаму. Ако беше спомнато технолошки процес некој, треба да се бележат работите, за да се знае ако се сгрешило, каде се сгрешило,
Ако поминало добро, да се забележи, да се знае како треба да се работи. Не знам, производот во тој технолошки процес не е толку добар. Ако се има евиденција, тоа велам сценарио или концепт, веднаш, ако станува збор за дали ете некој пијалок, што и да е, тоа беше спомнато, и вие следите веднаш како поминал процесот, која температура, во која фаза и така натаму. И веднаш можете да коригирате. А тука била превисока или се една, и да пробаме со пониска, и имате компаративна анализа и добивате со второбит производ, кој веднаш споредбено гледате дали е подобар или полош. Значи, поентата е мора да имате, затоа велам, се едно, зошто се прават и анкети, и тие people метри, гледаност колкава и така натаму. Не е само да види, не гледаат толку. Не туку токму за да се знае, проекција имаме толку да не гледаат, па правите споредба дали со очекувањата е, помалку не гледаат, нешто не правиме добро. Ајде да смениме вака. Или не гледаат и повеќе од што очекувавме. Одлично, значи овој пристап е добар. И така натаму. Значи, во таа смисла мора да се има и континуитет и систематски пристап. Во ред се да системски реформи во секторот и така натаму, но секој доаѓа да си направи свое. Затоа и на почетокот ја прочитав изјавата на Таравари, кој токму една година од тогаш. Дури вели, како што кажав, ќе повторам, секогаш е предизвик за мене да се обидам да помогнам таму каде што е неопходно и колку што е можно. Повеќе и ускокнувам. А тој коментира во катастрофална состојба здравствениот систем. И ете, што со системските реформи? До неговото заминување го имавме ова со ситуацијата во онкологија, со тие тендери и така натаму, па не достигна терапија. За сега новиот ете да констатира дека 6 месеци пред истекот на рокот ќе го прави договорот. Па, гениална идеја. Како не му текнало на Таравари тоа или на претходните? Значи, тоа е прашање, секој доаѓа и со своји системски реформи. Од она што е, продолжуваш, гледаш што е реализирано, односно каде е потфрлено заради несоодветното планирање, недобро направеното. Повелете, добар ден. Ало, добар ден, Да, Исо. ве слушам, повелете, добар ден. Како си, Исо? Добро, благодарам. Како сте вие? Здравствено, еве, она со раката. Кога искача со нас на крај, нормално дека ќе бидеш добар. Одлично, да, повелете. Да. Ниту интересира дали е албанец или македонец. Мене ме интересира дали е стручник. Значи, не може информатичар да биде стручнак, министер за здравство и да организира срца, нема да оперира. Значи, јас познавам многу лекари албанци, еве ќе спомнам, го заборавив името. Албанец ми ја оперираше мене внуката од Крајници. Фантастичен лекар. Друг еден од Рачиново, не знам дали уште работи Скендер, фантастичен лекар. Меѓутоа, тие беа лекари. А сега нека не ни кажуваат, ние знаеме во каква ситуација е здравството. Па знаеме ние во каква ситуација е здравството. Што не го поставиле како организационен доктор, ова директор. Абе, нели убаво кажа, многу првиот гледашме. Експерименти ли си прават со нас, бе? На што личи ова, бе? Абе, зашто Злате Мекмедовиќ беше на листата за министри, не го ставија? Што му фали на Злате Мекмедовиќ? И што е тоа шарените и заспаните и овој од Битола Филипче? Па Филипче малко ли се справуваше со короната? Тоа беше непозната болест. Што ако имаше Србија вакцини која по 1500 дневно умира? Ете, имаше она вакцини, па умира. Срам нека име, како не име срам да зборам. Откој ќе заминат министрите, ќе збориме. Затоа и ќе заминат Таравари. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам, ве поздравувам. До слушање. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, се слушаме. Реплика да дадам Исо, затоа на кратко, затоа што бев спомнат. Добро. И на преходнава гледачка и на Николче Петревски. Да ги подсетам дека кога беше короната, имавме највеќе починати од корона. И имавме тендери за закаснети и
јавна тајна е дека барале провизија овие другарите нивни Филипчи компанија. И резултатот е немаме клинички центар, а имаме милионер. Имаме највеќе починати од корона и имаме модуларна болница изградена не по ПС споро да горат видовите, него да кажеме брзо, со поевтин материјал, а платено као да е со скап материјал, односно споро горечки. Тоа да ги подсетам овој Николче и сите овие што се врегаат. Ја не реков целиот народ, ја реков се уште има од СДС што ги бранат предавниците и криминалците од СДС. И никако да се разбудат ради лични собствени интереси, а направија такви предавства. Тоа е целата поента што сакам да ја кажам. И никој не се јави од СДС, од таа влада да каже зошто го прекинаа договорот за клинички центар кој ни е повеќе од потребен. Значи, и дали ни беше потребно Бенкел и Енкел милиони да лапне Груби компанија, 3 пати поскап таен договор, пазите, беше, и пратениците од СДС наслепо го изгласаа по наредба. Тоа сакам да ги разбудам овие. И Николче Петревски што му плаќа овој Саве од Германија да го пали, нека каже колку пари му дава. Благодарам. Благодарам, поздрав, но да не одимете со таков тип реплика која потоа дава основа за контрареплика. Така што директно отвора лични прашања, односно етикетира, кои не би требале да се користат. И на коете, со оглед на тоа што завршуваме, останува да размислиме сите, дали колку вокацијата, стручноста има влијание за позиции вакви високи. Имавме предходно, имаме сега. Лице од здравството беше министер, токму Филипче. Сега е пакета. Лице од здравство, председател на политичка партија. Таравари, дури би рекол дека, Таравари е невролог, Филипче неврохирург, ако не се лажам. И тој беше и во 2017-та. Од друга страна, пак лица од здравството имавме во други сфери. Имавме од здравство во надворешни работи, Бујар Османи и така натаму. Чисто за кој колку резултати направил. Имаме и сега, лице од здравството, мислам здравствена стручност, која води образование, актуелната министерка за образование. Барем по стручност нема ништо со образованието, односно образованието е за здравство. Така да, чисто неколку примери ставив, изложив, за да размислите колку има влијание и дали е тоа пресудно. Актуелниот министер во секој случај вели дека ќе креира систем за лекарот и кардиологот, да речеме, да можат да оперираат срце во реално време со добри инструменти. Значи, инструменти ни недостасуваат. Најбитно е да имаме лекари, па уште системот да се среди и ќе имаме добро здравство. Благодарам за добрите разговори кои ги имавме. Имајте пријатно попладне. Централниот дневник е во 17 часот. Довидување.